возач веќе го видовме, тоа е Јордан Велевски од Битола. Имаше беше тој мало изненадување, на тренингот имаше најдобро време, стартуваше прв денеска во класата дојде до 850 кубни сантиметри. Меѓутоа, дали не го познава добро водно на кривината, популарно наречена Лажи Вере, се влюби не во Вере, туку во банкината и останува да видиме за некоја од наредните трки дали ќе ги потврди своите можности. Ова е тој момент кога за Јордан Велевски престанува надпреварување, дали ќе успее повторно да се наметне како еден од посериозните кандидати за висок пласман во оваа класа. Тој е победникот во класата до 850 кубни сантиметри. Зоран Цветковски од Машинец имаше слаб старт во првата трка, меѓутоа сето тоа подоцна го надокнади. Ја следите неговото возење, ние направивме една комбинација од двете трки и успеавме да ви сервираме на тој начин една трка. Практично, тоа е комбинација од двете возења, меѓутоа може да се види како секој од возачите работел во текот на овој надпревар. Инаку имаше две трки. Зоран Цветковски постигна вкупно време од 6 минути, 2 секунди, 78 стотинки. На два пати скоро исто време, по 3 минути, 1 секунда му требаше за минување на оваа патега. Томислав Стојанов од Машинец исто така, во класата до 850 кубни сантиметри. На крајот го освои третото место. Ова шушкање го предизвикуваат стартните листи, кои ние наистина немавме доволно време да ги средиме, да видиме кој како беше класиран по првото возење, по второто. Маријан Георгиевски на тренингот имаше четврто време, но на крајот се задоволи со 9-тото место. Инаку да го кажеме и тоа, дека е ова прв брзко-брзински надпревар од предвидените 4 кои ќе се бодуваат за шампионатот на Македонија. Од организаторите добивме информација дека вториот надпревар се предвидува во јуни месец да се одржи на Галичица, Крушево да биде домаќин на третиот надпревар, а Водно на есен веројатно да биде и завршница како најреномирана патека која веќе е докажана во надпреварите за шампионатот на Југославија. Дејан Дејановски, иако се сомневам дека е тоа тој, во секој случај ова е неговото возило и ова е неговото возење. Дејан Дејановски, кој на крајот беше втор. Тренингот што се одржа вчера во 14 часот и 30 минути го заврши на 5-тото место, а денес успеа да се пробие на второто место со задоцнување од неполни 3 секунди зад првокласираниот Зоран Цветковски. И вториот представник од Битола, Владо Николовски, покоречниот пласман на четвртото место,
По тренингот беше шести. Инаку денеска зема учество рели возачи од Машинец, Академскиот автомото клуб Вардар и од Битола. Имаше тројца натпреварувачи од Битола, го видовме возењето на Јордан Велевски, ова е Владо Николовски, тие двајца настапија во класата до 850 кубни сантиметри. Бранко Мировски од Машинец, во конечниот пласман го освои по двете трки, го освои 8-то место. Како што рековме веќе, имавме можност денеска да видиме 14 помалку веќе подзаборавени фичовци, кои допред една сезона имавме можност да ги следиме на сите ридско-брзински натпревари како национална класа и сега повторно овие интересни традиционални машини, би рекол, за овие простори. Имаме можност да ги гледаме на надпреварувачките патеки. Христаки Давидковски од Машинец беше трет по првото возење, се искачи со 4 цилиндри, се врати долу со 3 цилиндри и со еден полуцилиндр. Имаше малер Давидковски и минатата сезона на шампионатот на Југославија водно 91, кога истото ова фичо му откажа во моментите кога му беше најпотребно. Се обиде Давидковски да ја вози и втората трка, меѓутоа не го слушаше баш машината, остана долу пред стартот. Христијан Добревски од Академскиот автомото клуб освои 7-то место по двете трки. Илјади посетители, главно млад свет, на половината од нив барем веќе бензинот им е влезен во уши и може да се очекува дека и оваа патека на водно почесто ќе биде посетувана од нив. Се разбира, се собираат парички во овие тешки времиња да се состави некое возило кое ќе може и да се натпреварува. Илјо Делев од Машинец, исто така во конечниот пласман петти. По тренингот во саботата на 10-то место, меѓутоа тренингот е тренинг, секогаш се, или барем понекогаш се тактизира. Методија Груевски беше 11-ти по првото возење. Ја мина патеката и во првата трка денеска. На 11-тото место прекле последно класиран или без пласман во денешната трка, покрај неговото име нема резултат, нема време.
Тони Ангелковски од Машинец, 12 по тренингот, вчера напладне, денеска на 10-то место со големо заостанување од првокласираниот, па и од 9-то класираниот, од проста причина што на оваа кривина Тони Ангелковски направи еден ситен вез како кројачот Ангелковски. Во секој случај спортскиот заврши трката, тоа беше во првото возење, го заврши второто на 10-то место. Николов од Машинец, имаше проблеми со возилото и вчера на тренингот и денеска по првото возење остана без пласман, меѓутоа го регистрираме и неговото учество. Ранко Станковски, исто така Машинец, додатно внесен на листата за тренинг на преварот, но во конечниот класман шести. Со него и завршува делот од репортажата во кој ја видовме класата до 850 кубни сантиметри, значи тоа беше оно што го видовме од старите фичовци. Купно 14 се појавија на стартот, 11 ја површија трката, по заклучок дека стариот добар фичов се уште се држи. Класа 2 до 1150 кубни сантиметри. Пласман на крајот изборија 4 надпреварувачи. Беа пријавени 5. Предраг Георгиев, тој вика прв на во оваа репортажа, тој е инаку победник во оваа класа. Собраното време од двете трки е 5 минути 46 секунди. Предраг Георгиев, член на Машинец. Жарко Котевски, исто така од Машинец. Застава 101 возеше. По петокот сакаше да тренира пред тренингот во вечерните часови, ќе видите на Ахилевата врата има траги од тој тренинг. Жарко Котевски инаку се пласира на второ место со време од 5 минути 59 секунди 69 стотидеви од секундата.
Чедомир Неделјковиќ од Битола беше трето пласиран во класата до 1150 кубни сантиметри со доста големо заостанување. Неговото време е 6 минути 23 секунди 92 делови од секундата. Вито Блажевски, најголемиот фаворит во оваа класа, со најголемо искуство меѓу сите 30 возачи што денес ги видовме, со доста бодови освоени на шампионатите на Југославија. Во првата трка беше убедливо најдобар, меѓутоа кола со 4 тркала, со 3 амортизери не оди, особено не оди на трки. Витомир Блажевски не можеше да настапи во втората трка, па редоследот во оваа класа е, како што рековме, Георгиев, Котевски и Неделјковиќ. Марко Кажич четврто пласиран во оваа класа, рековме имаше 5 надпреварувачи до 1150 кубни сантиметри. Блажевски нема пласман, а Кажич има време 6 минути 58 секунди 78 делови од секундата. Ова се само неколку детали за она што го рековме на почетокот. Наистина голема посета, малку затоа што е водно излетничко место, меѓутоа денеска таму не беше место за излетници, туку за љубители на овој спорт. Ова е класата до 1300 кубни сантиметри. Илија Малиновски од Машинец ја отвори, бидејќи имаше најдобро време на тренингот во саботата, а по денешните две трки го освои второто место. Неговиот резултат е 5 минути 21 секунда и 2 десетинки. Сречко Димитровски од Машинец имаше некоја верзија на застава 101, беше упорен кога требаше да се обезбеди учеството во оваа трка, а потоа покажа и што знае. Неговото знаење му го донесе третото место во оваа класа, во конечното пласман. Негово време е 5 минути 52 секунди 94 делови од секундата. Ахмет Ерхан од Машинец беше четврти во конечниот пласман, 6 минути 10 секунди и 13 делови. Тоа е збирот на времењата од неговата прва и втора трка денеска.
победникот во оваа класа Санде Стоилов од Академскиот автомото клуб. Победник рековме во оваа класа, неговото време 5 минути 18 секунди 97 делови. Јасно е според оно што го гледаме во оваа репортажа, главно надпреварувачите беа во првата класа до 850 кубни сантиметри. Развојот на овој спорт, па и стандардот кај нас се развива не дозволуваат да се појави некое возило од повисоките класи. Скапо е и одржувањето и надпреварувањето. Тоа беа надпреварувачите од третата класа до 1300 кубни сантиметри, потоа како четврта класа хоби класата за оние со нешто посилни машини. Го видовте Александар Димушевски заедно со Витомир Блажевски, двајца надпреварувачи кои имаат освојувано бодови и на шампионатот на Југославија на други патеки, а не само годно. Тој беше најдобар, вози Форд Ескорт, постигна најдобро време денеска. А неможноста да се надпреварува на просторите на некогашна Југославија рече дека ќе надомести со настапи на патеките во други земји на Балканот. Еден од најмладите 18 годишниот Владко Делев, дебитант кој беше второпласиран во хоби категоријата. По трката добивме информација дека тој својата награда што освои во оваа трка ќе остапи на домот за деца без родители. Еден од поперспективните возачи рекле вози Југо со мали примеси на Фиат Ритмо. Валентин Стојановиќ, еден од тројцата рекле заедно со Блажевски и Димушевски, кој има помирисано и други асфалти на терените на патеките на шампионатот на Југославија минатите години. Зоран Здравковски, Форд Капри кој убав за гледање, меѓутоа како да не прилега токму на водно 92, можеби некоја година порано, во секој случај исто така атрактивен за публиката. Иметовски, единствениот представник на автомото друштвото Вардар, но тој настапуваше во хоби класата со големо заостанување, рековме, зад првопласираните Александар Димушевски и Владко Делев.
Цветковски од Машинец возеше британска варијанта на Fiat X од неделетина. Заврши првата трка, во втората ево го тој момент кога изгуби контрола над возилото и влезе во просторот каде што се наоѓаше дел од публиката. Тоа е веднаш една кривина над стартот и останува истата констатација што рековме и на почетокот од овој надпревар. Вкупниот впечаток од брзинскиот надпревар водно 92 ќе беше на ниво на претходните доколку не се случеше овој инцидент, а организаторот, редарската служба, сообраќајната полиција, сите тие треба да размислат, а и гледачите кои би рекле невнимателно застануваат покрај самата патека, треба да знаат какви се опасности крие овој спорт во себе и би сакале вакво нешто да не се повтори. Нека се обезбедат патеките подобро, нека биде контролата над публиката поголема во секој случај, за да може брзинските надпревари да добијат на поголемо место во спортот во Република, како што велат луѓето од Автомото Сојузот на Македонија, за да се направи еден шампионат со 4 или 5 трки, ќе треба да се доизградат, би рекле, овие системи, безбедносни системи при нивното одржување. И ова е ветеранот Стеван Милошевски, се напредуваше надвор од конкуренција, се обиде да го собори рекордот на патеката со неговата наистина Формула 1. За малку не успеа во тоа, меѓутоа тоа е еден голем влюбеник во автомобилизмот, ентузијаст и се надеваме дека тоа ќе не успее во некоја друга прилика. Толку од водно 92, како што рековме, 30 надпреварувачи од Републиката во 4 класи, резултатите горе-долу задоволителни, а овој кадар покажува колкав е интересот на